каде доаѓате? Јас одам од аеродром Скопје овде, значи таму и работим на аеродром Скопје. Колку има километри до таму? Одаде до таму имам 16 км прилики, 15-16 км. Одавде, од ово место. И колку патувате? Патувам од 11 сати се, од 20 до 1 како патувам од таму до овде. Сати 40. Сати 40 минута патувам, па бога ми има и више можда. Вие разбирате постоечкава ситуација, не? Па во ова ситуација ја мислим дека и треба се мало да има живци сваки возач, да се мало прибере и да се поштуе сообраќајни прописи. Од каде доаѓате? Гевгелија. Како се одвива сообраќајот? Па до тука е добар, значи има одрони на 2-3 места и целиот пат е добар до петлето до овде. А колку време патувавте? Па тука чекавме ново, иначе до овдека на време стигнавме. Околу 2,5 сата до петлето. Како се возачите дисциплинирани? Па добро и нема многу сообраќај, дисциплинирани се сите. Како е состојбата на патниот правец према Штип? Добре. Од таму доаѓате сега? Да, од таму. Само е тука од надвржникот навак. Значи веќе се нормализира. Добре, сега за сега. Долазим од Лесковца. Пошли сме утро со 8 сати, ево сад тек стижемо. Стање на путева, кој што сами знаете, ненормално. У правцу Лесковца има више воза него оваму према Скопје. Милиција дежура на сваки 20 км има дежурна кола. Доаѓате од Кичево, каква е состојбата на патот? Па состојбата на патот во Кичево имате добри, имате и лоши. Нормално че кај што се лиза земјишето и кај нешто камења од серонат и така. После измеѓу Тато и Гостивар, тука имаше нешто вода преку патот, а скоро према вамо што е, значи не е многу лош. Па доаѓаме од Прилеп за Скопје службено со директор нешто, а пато е фино до овде до Петлява за Скопје што врти. Овде ке сега има проблем појски. А во Прилеп нормализирана е ситуација? Добре, за Брод не е и за Битола сега се пушти и таму. Идем од Крива Паланка. Патот е многу добар за коли да проваѓаат све до Петровац, овде до Петља Скопска. Скопска Петља, овде малку чекаме, има застој, па се рачунаме за 1 сат време ќе се пушти. Инаку на правецот практично Крива Паланка, Скопје нема застој. Нема застој нема никакви. Све во ред чисто е патот. Од каде доаѓате? Од Битола. Каква е патот? Па се одвива отежнат малце, али пуштен е Битола, Прилеп и се до Скопје. Во наредните денови веројатно и подобро ќе биде. Подобро ќе биде нормално. Македонија пати е на патиштата и штабот за цивилна заштита, сите се на терен. Катастрофалните поплави кои денови ја зафатија нашата република предизвикаа тешки последици кај населението и стопанството. Незапирливите води на реките и потоците се излеа од своите корита, плавејќи ги притоа населбите, засејаните ниви, фабричките хали и оштетија голем дел од патната и железничката мрежа во републиката. Урнати се повеќе мостови, оштетени железнички линии, а еден дел од патиштата се најде под вода. Каква е денешната состојба и што све се презема за нормализирање на сообраќајот, ќе не информира Александар Варналиев, републички секретар за сообраќај и врски. Па после мощна сериозната ситуација што имавме непосредно по огромните поплави што ни настана во републиката, сметам оти постепено, но доста брзо имаме нормализација на сообраќајот и на врските во републиката. Во почетокот најсериозни беа и најсериозно беше загрозен железничкиот сообраќај, затоа што заради прекидот што го имавме во правец на Качаник, на мостовите што се срушени на тој дел на пругата, заради прекидот што се случи кај Гевгелија, заради срушен мост во правец на Грција, а и заради поплавувањето на подрачјето овде меѓу Драчево, Илинден и ова подрачје сега кај што сме, и имавме еден потпун застој на превозот на стока на железница. Тој застој се уште трае во превозот на стока, а превозот на патници на железница
доста се одвива, меѓутоа со доста тешкоти. Познато е, например, и превозот на патници во правец на Грција сега се одвива до Куманово, па патниците префрлаат до Драчево, односно до Тито Велес со автобус. На тој начин имаме една положба која што се уште трае во железницата, да превозот на стока скоро немаме на железница, освен за превозите што се вршат низ локалните пруги меѓу Тито Велес Штип и Тито Велес Битола и меѓу Драчево и Јевгелија нешто. Меѓутоа може да се рече и превозот на стока е парализиран на железница. Превозот на патници, уште еднаш да повторам, се одвива на железница со изваредни тешкоти. Железничкиот сообраќај е, така да се рече, парализиран од тие катастрофални води што ја погодија Републикава. И со големи напори во ова време, од кога настана таа стихија, вработените се активираат и ангажираат да се пушти сообраќај онаму, провизорен сообраќај онаму каде што може и што побрзо може да се стори и да се пушти за него. Во какви услови работите сега? Ние работиме сега моментално во многу тешки услови, како временските прилики видите од сите страни, води, дождови, не можеме да лоцираме соодветната механизација која ни е на град Бакуманово и да почнеме со полна пара. Само се надевам у текот на денот, пошто е инженер Чарслов ангажиран за тоа, дека ќе ни пристигне соодветната механизација и ќе почнеме со насип. Дали имате природен пат овдека за... Ние имаше, не е тоа природен пат, тоа е еден насип на Маркова река, ние го способивме за природен пат, ноќеска работевме цел ноќ да го способиме. Колку часови работите дневно овдека? Видите, сега не се базираме на часови и не гледаме, зашто сега работиме спрема условите, работиме во 10, по 12, по некој пат и 20, само да би избегнале од оваа катастрофа. Во должина колку имате оштетување на линиите и колку мостови имате урнати од... Видите, тоа сега моментално ние не можеме да ви кажеме колкави се должините на оштетување на линиите, затоа што уште делови од линиите ние имаме под вода. Али имаме оштетувања, да речеме, на Јанковачката пруга, имаме два моста од по 44 метра, две челични конструкции, имаме еден голем дел од пругата однесен, имаме во Скопскиот јазел големи должини однесени од насипите, така да не може да се одвива саобраќај. Као и што гледате тука на Маркова река, оштетувањата се такви големи и такви тешки, да тие последици и кога ќе се изврши со помош исто на оперативата градежна од Мавро и другите што ни помагаат, ние не ќе можеме да поведеме еден нормален сообраќај. Што се презема за нормализирање на состојбата? За нормализирање на состојбата, ние, да ви кажам, правиме први напори и ова све што правиме да пуштиме еден провизорен сообраќај кој што ќе биде со смалена брзина. Не може да пуштиме нормален сообраќај, затоа што долниот строј и сите потврди што се прават, временските услови не ни помагаат овој период, не дозволуваат да ние одиме на едни трајни решенија на извршување на работите. Да кажам и тоа дека материјалните средства за кои што треба да бидат вложени, ние треба да вложиме средства за да ги извршиме за провизорен сообраќај, а за дефинитивен уште многу материјални средства и многу големи залагања и голем труд, многу средства, мислам, за изградба, за подпорни зидови, обложни зидови, столбови кај што не се однесени, цели конструкции кај што треба да менуваме. Тоа е насипи, тоа е огромна работа што не очекува нас. Како се одвива сообраќајот сега на транзитната линија север-југ према грчката? Видите, на транзитната линија према север-југ е прекинат сообраќајот. Јавноста е информирана дека прекинот е поради тоа што не може да се минува преку овие пунктови на Скопскиот железнички јазел, а и на мостот на реката на грчката граница, кај грчката граница долу, на сува река. Ние се надеваме дека во тек на денешниот и најдоцна до утрешниот ден, негдека до ручек, дека ќе воспоставиме сообраќај со смалена брзина, со ограничена брзина, да речем, да го воспоставиме сообраќајот на тој пункт. А како тој сега се одвива моментално, мислам, како патниците ги пребацувате? Сега патниците ги пребацуваме со автобуси, ги преземаме од станицата Куманово, бидејќи овдека се створија некои потешкоти на патниците да ги пренесуваме од едно место до друго, од префрлање два пати, да речеме, од воз на воз. Заради тоа преминавме со автобуски сообраќај да ги носиме до грчката граница. Кога дефинитивно ќе се нормализира состојбата? Видите, за дефинитивно нормализирање на состојбата е многу тешко да се каже, временски да се ориентираме.
Меѓутоа, мислиме дека тоа ќе биде тек во наредната година. Затоа што овие работи кои што се извршуваат, не може да се изврши стабилизација на земјаниот труд и да се изврши набивање, бидејќи сега се работи без механизација, без, мислам, во смисол на набивните средства и подлогата е многу мокра и не би можело ние да ги извршиме оние работи кои што сега ќе може да се извршат во суво време што се извршуваат. Дождовите се надеваме дека ќе прекинат и овие работи кои што можеме сега да ги доведеме само за еден вака нормален саобраќај, да речем, али со смалени брзини. Припадниците на службата за контрола и регулирање на сообраќајот први се најдоа по сила на работите на сите загрозени патни правци. Другар Станковиќ, што вие презедовте и што мислите да преземете понатаму? Уште со појава на првите обилни дождови, особено оние во неделава, беше презнак за службава дека ќе настанат одредени отежнати услови во сообраќајот, поради кое службива беше целосно појачена на терен. Со појавата на првите поплави и обустава на сообраќајот на одделни патни правци, состојбите уште повеќе се влошија, поради кое мора да се превземат адекватни мерки за по-безбеден сообраќај. Во тој правец, првенствена задача на службите за контрола и регулирање на сообраќајот беше покрај контрола и регулирање на сообраќајот и заштита на животи и имоти на граѓани. Во таа насока, преко непосредно давање на помош или ангажирање на туѓи средства и возила, служби укажуваа помош на унесречените од поплавеното подрачје. Покрај тоа, службиве бидејќи беа практично на терен со појава на првата поплава, тие имаа задаток да ја следат состојбата и покрај превземање на соодветни мерки и активности да ја запознават службата со сите настанати промени, штабовите и другите структури на општествената самозаштита заради превземање на синхронизирани мерки на сите чинители. Сега ситуацијата се нормализира до некаде. Што ќе преземете сега? Кои се ваши наредни чекори? Сакам уште да кажам дека поројните дождови беа просто разорни до таа домен да голем број на мостови, објекти, насипи и така натаму беа подкопани, поради кое службата мораше да ги следи тие состојби, да биде постојано на терен, да врши контрола и регулирање на сообраќајот, да ги обавестува граѓаниве и така натаму. Постојната ситуација им е позната на сите наши граѓани и возачи. Може да се цени дека состојбата во безбедноста на сообраќајот е крајно неповолна. Се уште во Републикава имаме
патни правци по кои не се одвива сообраќајот. Голем дел на населби и улици се уште одсечени од сообраќајот, поради кое концентрацијата на сообраќајот е извршена по оделен вид на патни правци. Во почетокот имавме прекиди на сообраќајот на доста релации во Републиката. Тие прекиди сега се сведени на неколку, као што е македонски брод, да речеме, со прилеп и некои други по-споредни патни правци. Меѓутоа, за нас е најсуштинско сега во патниот сообраќај да се реши ова жариште кај што се наоѓаме во близината на петелката на Маџари, затоа што овој дел од патиштата фактички го оневозможува движењето на сообраќајот во правец на Скопје, односно од Скопје према Републиката и према север, према Белград. Бидејќи да 80% од сообраќајот во нашава република се движи од патниот сообраќај, се движи во правец на Скопје и од Скопје кон Републиката, ваквија застои како што ги имаме сега на овој дел на патот доста сериозно се одразуваат и на снабдувањето на Скопје и на односот во целиот сообраќај на Република. Другар Андреевски, каква е состојбата на патиштата во Македонија според информациите со кои располага Македонија пат? Според информациите кои ги имаме во нашата организација, може да се каже дека сообраќајот на патиштата од првиот ред е нормализиран, со исклучок на тоа што отежните сообраќајот кај петља Маџари, поради тоа што е оштетен трупот на патот, односно банкината е на една должина од 100 метри однесена, меѓутоа во текот на денешниот ден ќе се нормализира. Исто така на релација Прилеп Битола има уште отежните сообраќајот, меѓутоа со повлекување на водата и таму ќе се воспостави нормален сообраќај. Каква е состојбата на другите патишта од втори, трет ред? Па во главном состојбата е тешка на патиштата од трети ред, каде поради оштетување на голем број мостови има прекиди се уште на сообраќајот. Би можело да се каже дека најоштетени, најлоше односно дека во прекид поради оштетување на мостовите следните релации: македонски брод Здуње, Титовелес Прилеп, Маказ Љубојно граница со Грција, Кременица Старавина, Маково Старавина, Лагово Мариово, додека другите оштетувања кои ги има голем број се во главном оштетување на насипи на трупот на патот, подкопани банкини, оштетени кегли, еластични огради и друга. Дали тоа значи дека многу места во нашата република сега се наполно одсечени? Па наполно одсечени не може да се каже, затоа што во тек е излезени се од наша страна комисии на терен кои извршуваат увид на лице место на овие оштетувања со цел да се воспостави сообраќај таму каде што има прекин. Тоа ќе бидат вашите први чекори, но што понатамо? Освен овие први чекори каде треба да се воспостават провизориуми за донекаде да се нормализира состојбата, понатака не чека огромна работа затоа што ова катастрофа која задеси цела Македонија
бара големи усилби од наша организација, затоа што тек сега не очекуваат големи и тешки работи за воспоставување на сообраќајот како што беше порано. Сега не може да се каже колкава е таа материјална штета. Меѓутоа, според податоците кои ги имаме, таа е огромна. Со тоа што не очекува, значи, таква напорна работа, како што се овие мостови кои мора во најхитен рок да се поправат, односно да се со монтажни носачи да се воспостави сообраќај. За сега проценка нема на штетата, меѓутоа таа може да се каже дека е огромна. А секако ќе ви треба и голема поддршка од целата заедница. Секако помош и поддршка ќе ни треба како од заедницата, исто така и од корисниците на патиштата кои треба да имаат да бидат припремени на такви тешкоти во сообраќајот додека не се нормализира. Кога мислите да се нормализира состојбата со патиштата и конечно со железничкиот сообраќај да се постави врска, мислам? Сметам оти со изваредни напори кои што ги влагаат работниве луѓе од организациите на Сдружен труд, од Железница, Македонија пат, ПТТ и со залагањето сигурно на другарите од милицијата кои што се тука постојано присутни, рачунаме оти на магистралниве и регионалниве патишта, саобраќајот на патиштата ќе се нормализира во најскоро време. На овој дел мислам оти доста брзо, одека на главно жариште во Републиката. Ќе останат проблемите што се од потраен карактер, например на Железница, веројатно подолго време ќе оди обезбедувањето на саобраќајот во правец на Косово заради срушените мостови на тој дел. По однос на мостот кај Гевгелија сметам исто така дека брзо на Железница ќе се направи и ќе се нормализира саобраќајот во правецот Белград, Скопје, Гевгелија. Во однос на другите, реков за ПТТ, веќе немаме таму некои посебни тешкоти и воздушниот саобраќај оди скоро нормално. Спрема тоа, се на се ми се чини оти, иако во оваквите ненормални услови кои што се уште ги имаме во Република во областа на саобраќајот, наскоро треба да очекуваме оти тие услови во овакви ненормални во оваквија доста тешки условија ќе се саобраќајот во најскоро време ќе се добие еден нормален тек. Ја би сакал може да искористам и сега прилика да кажам и тоа оти ние говориме доста сега во овој момент за најважните работи во саобраќајот на магистралниот и регионалниот саобраќај во целина. Меѓутоа имаме изваредно големи проблеми во локалниот саобраќај, на локалните патишта кај што имаме големи рушења на мостови. Таму саобраќајот е изваредно отежнат, а бидејќи да се работи за рушење на мостови кои што тешко се обновуваат, таму ќе имаме доста долго време проблеми во воспоставувањето на нормален саобраќај на подрачјата кај што се рушењето на мостовите. Меѓутоа, колку што сум информиран, општинските штабови и општините превземаат многу сериозни мерки и на тој план да прво привремено ги решат положбата со овие рушења на локалните патишта, а да веднага после тоа се пристапи и кон трајно санирање на ситуацијата во оваа област. Што би им советувале вие на возачите? Па ние би им советувале на возачиве да ја следат временската состојба, да го следат режимот на сообраќајот што ќе биде наметнат од страна на службата. Покрај тоа да преко средствата за информирање
да се воздржат од чинење на одредени опасни действија во сообраќајот, како што се неприлагодување на брзината на движењето, неправилно и непрописно престигнување, недржање на потребно одстојање и слично, поради тоа што ризиците на пат се многу поголеми. И овој пат се присатни на патишта одредени пречки, наноси од камења, кал, со што коловозот е крајно отежнат, клизав е, имаме еве појави и на магли, појава на одрони на камења, веќе во повисоките места се појави снег и поледица и сето тоа укажува на крајно потребата од крајна внимание и дисциплина во сообраќајот. Вложени се големи напори и превземени мерки за да се ублажат последиците, а за нивното конечно отстранување секако ќе треба еден поголем временски период. Се работи интензивно, давајќи се од себе, а така ќе биде и понатаму, се додека повторно не го имаме она што сме го створиле. Ова е уште еден испит на нашата пожртвуваност и солидарност, која и досега многу пати сме ја докажале.